Би сакала, вие го знаете тоа и членовите на комисијата, меѓутоа да ги известам и останатите пратеници, но и целата македонска јавност, дека законска обврска на председателот на Судскиот совет, во конкретниот случај госпоѓа Александра Зафировска, беше да излезе и да се појави пред на оваа денешна надзорна расправа. Ние тоа побаравме и беше прифатено заеднички од сите членови на Комисијата за политички систем. Вчера ни беше кажано, кога таа беше должна да биде овде присутна во салата заедно со сите представници на државните институции, дека е на пат службен, заради што побаравме да именува нејзин заменик, за да има институцијата представник. Меѓутоа, од нејзина страна тоа беше одбиено и беше побарано наместо вчера да дојде денес на денешниот ден. Во овој момент, пред последниот сведок, пред господинот Мирослав Вуиш, требаше да ни биде сведок токму госпоѓата Александра Зафировска, председател на Судскиот совет. Од непознати причини, таа одби 5 минути пред започнувањето после паузата на седницата и ја извести комисијата дека нема да дојде. Сакам со жалење да констатирам дека ова е не само непочитување на собранието, на законите во оваа држава, туку истовремено представува и бегање од одговорноста и бегање од она што значи таква значајна функција како што е председател на Судски совет. Председателот на Судски совет, почитувана јавност, одговара годишно тукму пред нас, пред пратениците, пред овој дом, пред Собранискиот дом во Република Македонија. Сакавме да поставиме бројни прашања и јас како пратеник од опозицијата, верувам и пратеникот или пратеничката што требаше да прашува од ВМРО ДПМН за бројни конкретни случаи на судски лоши одлуки, на притвори спротивни на закон, на притвори кои се притворски решенија кои што се изречени и спроведени во Република Македонија од судот во Страсбург се оспорени и за кои што државата и сите ние како граѓани плаќаме штета, зашто директно е виновна госпоѓа Зафировска, бидејќи токму тие судии чии предмети паѓале и на Страсбург и дома во повисоките инстанции, да понатаму ги има унапредувано во текот на својата кариера и тие сега го доживуваат успонот во судската хиерархија. Ке побарав не само одговори за конкретните случаи, сакам да знае јавноста и вие како членови на комисијата дека ке побарав всушност и нејзино мислење за нејзината оставка од оваа сериозна функција како еден чин на демократија со што можеби ќе ги охрабреше и другите судии да кажат едно големо не во однос на притисоците врз власта и ќе ја праша всушност што таа мисли за давањето на оставка. За жал, ниту јас, ниту пратеникот од ВМРО ДПМН кој беше задолжен да ја прашува госпоѓа Зафировска, ја нема таа можност, едноставно кажано, таа избега од сопствената одговорност, не сакајќи да даде отчет ниту пред пратениците, ниту пред пошироката јавност. Благодарам. Благодарам јас за волја на вистината и за како што имаме тука и адвокати, и судии, и обвинители на оваа надзорна расправа, да нели треба да се слушнат двете страни, не можеме да ја слушнеме едната страна, за да биде запознаена јавноста и сите останати колеги кои што се тука присутни на надзорната расправа. Господја Александра Зафировска, председател на Судскиот совет на Република Македонија, е на регионална конференција на судски совети на земјите од Западен Балкан, која што се одржува во Босна и Херцеговина, во Сараево, на тема независност и одговорност на правосудството во земјите на Западен Балкан, статус и предизвици. Тука имам и поканата и агендата и писмото од нејзиниот кабинет, од председателката на Судскиот совет, во кое што само една реченица ќе прочитам за да не се занимаваме повеќе. Значи никој нема потреба нити да ја обвинува, нити овде јас да ја бранам. Поканата за председател на Судски совет и секоја замена, нели, за тоа имавме и претходно процедурално, секоја замена не е соодветна и затоа беше инсистирањето и желбата нејзина да присуствува на оваа седница, затоа беше оставена за следниот ден. За жал, се уште не е стигната во Скопје председателката и во нејзиното писмо изразува спремност, доколку постои можност за одлагање на расправата за друг термин, председател на Судскиот совет со своето присуство ќе земе активно учество во расправата заедно со другите поканети учесници и членови на комисијата. Тоа морам да го кажам, бидејќи тоа стои во писмен допис и тоа ќе биде доставено во архивата на Собранието на Република Македонија.